Што може Бог да направи со 5 леба и 2 риби? Од човечка перспектива не баш многу. Но она што нам ни изгледа премалку, во Христовите раце станува благослов за илјадници. Чудото се случува тогаш кога некој ќе се осмели со вера на Христос да му го принесе и она малку што го има. Христос помеѓу нас. Јас сум протопрезвитер Дејан на YouTube каналот Духовна херменевтика, а во ова видео ќе зборуваме за нашето принесување и Божјото умножување. За тоа што Христос може да направи со нашите скромни дарови, нашите ограничени можности, па дури и со нашата недоволност. Има моменти во животот кога пред нас стои потреба многу поголема од нашите можности. Исправени сме пред проблем за кој немаме решение. Сакаме нешто да постигнеме, а се чувствуваме немокни и недораснати за задачата. И тогаш ја споредуваме големината на проблемот со она малку што го имаме и заклучуваме. Па ова што го имам не е доволно. Така размислувале и апостолите во евангелскиот настан со 5 телеба и 2 риби. Пред нив се наоѓале илјадници гладни луѓе. Местото било пусто, денот веќе одминал, а тие имале само 5 леба и 2 риби. Затоа на Христос му го предложиле единственото разумно решение. Господи, распушти го народот. Со други зборови, ова е преголем проблем за нас. Немаме средства, немаме доволно храна. Нека си заминат и секој нека се снајде како знае. Но Христос ја ставил нивната вера на испит. Нема потреба да одат. Дајте им вие да јадат. Тоа е како да им вели, не гледајте само во она што ви недостига. Донесете ми го тоа што го имате. Апостолите гледале недостиг. Христос гледал можност за благослов. Апостолите гледале само 5 леба и 2 риби. Христос гледал оброк за илјадници луѓе. И токму во тоа се состои тајната на нашето принесување и Божјото умножување. Она што во нашите раце изгледа недоволно, во Христовите раце може да стане благослов за многумина. Исус нахранува над 5000 души. И кога излезе Исус, виде многу свет и се смилува над нив и ги излекува нивните болни. А на стемнување се приближија до него учениците негови и рекоа: Местово е пусто, а и доцна е веќе. Пушти го народот да оди по селата и да си купи храна. Но Исус им рече: Нема потреба да одат. Дајте им вие да јадат. А тие му рекоа: Ние имаме само 5 леба и 2 риби. Тој им рече: Донесете ми ги тука. И откако му заповеда на народот да седне по тревата, ги зеде 5 леба и 2 риби, погледна кон небото, ги благослови, ги прекрши и им ги даде лебовите на учениците, а учениците на народот. И јадеа сите и се наситија. И кренаа 12 кошеви полни со останати парчиња. А оние што јадеа беа околу 5000 мажи, покрај жените и децата. Евангелската случка со 5 телеба и 2 риби ни открива многу за тоа каков е Бог и за неговата љубов и грижа кон човекот. Евангелието ни вели дека Христос, кога го видел народот, се сожалил над него и најнапред ги исцелил болните. Чудото на размножувањето на лебот и рибите започнува со Христовото сострадание. Започнува со неговата сочувствителност кон човечката мака. Тој ја гледа трагичната состојба во која се наоѓаме како човештво и не останува рамнодушен пред неа. Луѓето за Христос не се безлична толпа. Тој го гледа секој човек, секоја болка и секоја глад. Тој ја гледа телесната глад, но и онаа подлабоката, гладот за љубов, за смисла, за прошка, за мир и Божјо присуство. Христос многу добро знае дека народот во пустината не дошол првенствено по леп. Тие не оделе по него за да добијат бесплатен оброк, туку затоа што во него гледале нешто суштинско. Дури и оние што му пристапувале првенствено поради телесно исцеление забележувале дека Христос е поинаков од сите други религиозни водачи. Дека во него има живот, во неговите зборови има вистина, а во неговото присуство мир и благодат. Така и со нас. Понекогаш му пристапуваме на Христос поради конкретен проблем со кој се соочуваме. Болест, страв, загуба или некоја друга потреба. Но ако искрено останеме со него, откриваме дека тој ни нуди многу повеќе од она што сме дошле да го побараме. Христос ни открива и она што не сме знаеле дека ни недостига. Ни дава смисла,
ни дава длабочина, ни дава мир што го надминува секое човечко разбирање. Зашто Христос не ја гледа само потребата што не довела кај него. Тој ја гледа и најдлабоката глад во нашето срце и не ја сака да ја насити. Христос можел да направи леп и од камења. За него ништо не е невозможно. Можел да ги нахрани илјадниците луѓе и без помошта од апостолите. Но тој благоволил да ги вклучи во своето дело. Дајте им вие да јадат. Свети Јован Златоуст вели: забележете ја умешноста на учителот. Како постепено ги воведува во верата. Тој не рече веднаш јас ќе ги нахранам, туку дајте им вие да јадат. Со овие зборови Христос на учениците им ја открива тајната на богочовечкиот карактер на црквата. Христос е изворот на секој дар и на секој благослов, но избира неговите дарови да стигнат до луѓето преку нашите раце. Тоа е синергија, соработка помеѓу Божјата благодат и човечката слободна волја. Бог го дава благословот, но не повикува ние да станеме носители на неговиот благослов. Кога некој има потреба од утеха, Христос може да ги употреби нашите зборови, но ние треба да ги изговориме. Кога некој се чувствува заборавен или поминува низ тешкоти, тој може да го утеши преку нашето присуство, но ние треба да бидеме покрај него. Кога некој е гладен, Бог може да го нахрани преку нашиот дар, но ние треба да ја подадеме раката и да бидеме дарежливи. Постои еден мал збор што честопати не спречува да го принесеме на Бога она што го имаме, за тој да ни го умножи. Тоа е зборот само. Кога Христос им рекол на апостолите дајте им вие да јадат, тие му одговориле: ние овде имаме само 5 леба и само 2 риби. И во тој збор само се открива логиката со која сите ние размислуваме. Имам само малку време, само малку знаење, само малку средства. Мала ми е силата, мала ми е верата, што можам јас да променам. Зборот само не тера да се фокусираме на она што го немаме и да го потценуваме она што веќе ни е дадено. Но во Христовите раце само 5 леба и 2 риби, повеќе не се само 5 леба и 2 риби, туку храна за илјадници. Кога се подпираме само на себе си, остануваме ограничени на собствените можности. Но она што со вера му го принесуваме на Христос, станува можност за благослов. Бог не го бара од нас она што го немаме. Не бара да бидеме некој друг. Не бара најнапред да станеме силни и целосно подготвени. Бара да му го принесеме она што сме и она што го имаме. Токму затоа Свети Јован Златоуст, толкувајќи го овој настан, вели: иако имаме малку, и тоа треба да им го дадеме на оние што се во потреба. Бог не ја мери големината на нашиот дар, туку ја гледа љубовта и довербата со кој му го принесуваме. Понекогаш тоа се 5 леба и 2 риби. Понекогаш е една молитва, еден збор на утеха, еден час од нашето време, една мала паричка или еден мал чин на милосрдие. Во нашите очи тоа може да изгледа премалку, но во Христовите раце тоа може да стане благослов за многумина. Нашата задача не е самите да го извршиме чудото. Нашата задача е да ги принесеме нашите 5 леба и 2 риби, да го принесеме нашето малку, па дури и нашата недоволност. Благословот и умножувањето му припаѓаат на Бог. Наше е принесувањето, негово е умножувањето. И затоа не подценувај го на малку што го имаш. Не плаши се дека е премалку. Принеси му го на Бога и остави ги благословот и умножувањето во неговите раце. Сите ние сакаме Христос да не прими и да не благослови. Но дали сме подготвени ние да станеме благослов за другите? Откако му донеле тоа што го имале, Христос ги зел лебот и рибите, погледнал кон небото, ги благословил, ги прекрашил и им ги дал на учениците, а учениците му ги разделиле на народот. Ги зел, ги благословил, ги прекрашил и ги раздал. Во овие зборови црквата од секогаш препознавала евхаристиски образец. Христос не е само оној кој што му дава земен леб на гладниот човек. Тој самиот е лебот на животот кој се принесува за живот на светот. На секоја литургија при подготовката на светата причест ги изговараме истите зборови, истото таинство. Христос се раздробува и се раздава, раздробен, но не разделен, постојано е јаден и секогаш го има во изобилие и ги осветува тие што се причестуваат со него. Причестувајќи се со Христос, кој се принесува за живот на светот, и ние сме повикани нашиот живот да стане принесување и благослов за другите.
И затоа во овој образец можеме да препознаеме и слика за нашиот духовен пат. Христос не прима во своите раце, не благословува и ги крши во нас страстите кои не прават затворени во себе си, и потоа не испраќа да станеме благослов на другите. Сите сакаме да бидеме благословени, но не секогаш сме спремни да бидеме прекршени. Сакаме Бог да не исполни, сакаме да ја примиме благодатта, но потешко ни оди да дозволиме таа благодат преку нас да се раздава. Меѓутоа, лебот ја исполнува својата смисла не кога стои недопрен на трпезата, туку кога се прекршува и се разделува на луѓето да се наситат. И така и со нашите животи. Тие не ни се дадени да си ги чуваме за себе си. Туку преку нив некој да биде нахранет, да биде утешен, некој да биде охрабрен и приближен до Бога. Но за тоа понекогаш мора да биде скршено она што погрешно израснало во нас. Понекогаш Христос дозволува да се скрши нашата гордост, понекогаш нашата самодоволност. Понекогаш пак ги зема раните што веќе ги носиме и ги преобразува во сострадание преку кое можеме да ја разбереме болката на другиот. И на тој начин Христос не ја крши нашата личност, туку она што не заробува. Гордоста, себичноста, самодоволноста. Тој така не ослободува од затвореноста за себе си, за нашиот живот да ја добие полнотата на својот повик. Кога Бог дава, тој дава во изобилство. Неговата благодат не е едва и доволна, само колку да се преживее. Евангелието ни вели дека сите јаделе и сите се наситиле, а по јадењето учениците собрале 12 полни кошеви со остатоци. На почетокот апостолите се плашеле дека нема доволно. На крајот, секој од нив носел по еден кош полн со храна. Како Христос да сакал секој лично да ја понесе поуката, она што вие го сметавте недоволно, во моите раце стана изобилство. Свети Теофилакт Охридски ни вели: Господ дозволи од лебовите да останат парчиња во изобилство, не за да се покаже себе си, туку за никој да не помисли дека народот бил само привидно наситен, туку сите јасно да видат дека на вистина се наситиле, и тоа до тој степен што останало многу повеќе храна. Кога ја гледаме својата безпомошност, често го молиме Бог да ни даде макар и минимум. Само да издржиме, само да престане болката, само да не пропаднеме. Нашите молитви се сведуваат само на преживување. Бог се разбира ги прима и таквите молитви, но 12 кошеви ни покажуваат дека Божјата благодат не се мери според нашата сиромашна проценка, според нашите стравови и сомнежи. Со овој пример, Христос ни ја покажува неговата великодушност. Тој дава штедро и не поттикнува да се молиме со таква доверба. Тоа се разбира не значи дека Бог секогаш ќе ни даде материјално изобилство и луксус, или дека ќе го направи нашиот живот секогаш лесен. Понекогаш неговото изобилство се открива како сила да издржиме, мир на среде неволја, вера во неизвестноста или љубов што не се исцрпува кога се раздава. На кој начин Бог ја пројави полнотата на својата благодат во нашиот живот, тоа му припаѓа само нему. Но нашите молитви не треба да бидат обвиткани во малодушност и страв да не случајно Господ не ни даде. Тие треба да бидат исполнети со вера, со надеж и со очекување дека она што Бог ќе ни го даде нема да биде сиромашно или недоволно. Туку ќе биде токму она што ни е потребно за спасение и за исполнување на нашиот животен повик. Христос ја гледа нашата глад и тој не останува рамнодушен. Не повикува да станеме негови соработници и да му го принесеме она малку што го имаме и да дозволиме преку нас тоа да биде раздадено на другите. А кога нашето малку ќе премине во неговите раце, веќе не е само малку, туку е умножен благослов. И затоа прашањето не е дали имаме доволно, туку дали сме подготвени со вера да му го принесеме и она малку што го имаме. Кои се твоите 5 леба и 2 риби? Благодата на нашиот Господ Исус Христос, љубовта на Бога Отецот и заедницата со Светиот Дух да бидат со сите вас.